До почетокот на идната спортска сезона, односно месеците септември или октомври, големи се шансите во Прилеп повторно да биде отворена универзална сала. Ова го истакна новиот министер за спорт Борко Ристовски, кој што изврши увид во салата која во моментов е во владение на јавното предпријатие АД за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор, од каде досега тврдеа дека салата е затворена заради проблеми со конструкцијата на една од трибините. Во периодот кој што следува, ќе се извршила целата потребна инспекција. Според првите дознанија нема некои големи градежни зафати кои што треба да се прават за да оваа сала биде функционална и се гледа дека причините за нивното затварање повеќе биле политичко колку што биле спортски. По направената анализа детална и испитувањата во најбрз можен рок ќе ги решиме и правно-имотните проблеми и ситуации кои што ги има во оваа сала и во најбрз можен рок ќе се ставиме во решавање на проблемот и верувам дека до почетокот на сезоната ќе биде решен и овој проблем. Ќе требаат мали реновирање, освежување на оваа сала за да стане функционална. Спортистите пак категорично тврдеа дека апсурд е што салата е затворена скоро 10 години, затоа што проблемот се решавал со инвестиција од неколку илјади евра. Се надевам дека со нашиот нов министер ќе најдеме начин и во најбрз можен рок ќе имаме услови да го преадаптираме, односно да го рехабилитираме се она кое што на прв поглед, односно во првите забелешки недостасува за оваа спортска сала повторно да биде активна. Во Прилеп не функционира ниту сала Македонија која што над 2 децении нема технички прием, откако беше реновирана во 2000 година после пожарот кој што ја зафати. Таа во моментов е во владение на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти, кое што ја издава под закуп. Ќе се правело ревизија на договорот за закуп и за таму ќе се барало решение како оваа сала да профункционира.